Нема дерман од инсектите, скокаат и касаат како никогаш. На патот не им застанаа ниту прскањата, ниту третирањата. Климатските промени кои што настанаа со поплавите во соседството и врнежливите денови и сега во летото допринесуваат да бројноста на инсектите се зголемува. Ова е причина што речиси секој ден најмалку по еден пациент завршува на лекар поради последици од укасување на инсекти. Некои се безопасни, но некои во себе кријат ризик за сериозни болести. Слободите на комарците допринесуваат до иритација на кожата, а може да се пренесе и заболување. Зборувам за маларијата, страшенот кој е дојден во Скопје, може да донесе до тешка клиничка слика, дури до анафилактички шок, па и не дај Боже до смрт. Особено нападни и многобројни во овој период од годината се така наречените марокански скакулци. Ја од дворот гледам по тоа цвеќињата пуно наоѓам ги големи скачки, толку големи. Во комшиката ставаш се надолу 2 сата ноќта. Вика тропа ми нешто, удара ми, ко останах, вика има да едва сум го фанал. Гледам многу страшни вака и многу бегат. Во градовите тие се причина за непријатност, во селата за нервоза и штети. Што се насаде ништо не остават. Како поминат, кафе не остане. Ништо. И исто и на тутун. Лукави стебла изедат ги до стапот, до корено. Сепак, колку тие се опасни за здравјето на луѓето и како од нив да се спасиме? Со скакулците мислам дека нема нешто што би пренело како заболување. Непријатни се навистина. Со нив немаме нити искуство како да се бориме. Ова е 2 август во кој мароканските скакулци се проблем, но овој пат на нив им се придружи и смртоносниот азиски стршлен. За сега неговото присуство е потврдено само во Скопје, но многу е веројатно дека главниот град не е единственото место во државата каде него го има.